Има еден член во Уставот, мислам дека е 52, не ме фагајте за збор, вели секој е должен да го почитува Уставот. Непочитувањето на Уставот провлекува кривична одговорност, а не правно дејствие, и тоа спротивно на волјата на граѓаните. Државата мирно гледа како првиот човек одговорен за заштита на Уставот најфлагрантно го крши Уставот и со тоа не ја почитува волјата на мнозинство граѓани на Република Македонија. И мислам дека треба да реагираме сите, бидејќи тоа создава ситуација на преседан, кога преку кршење на Устав ќе создадеме правни дејствија во секојдневниот живот и во политиката, и на тоа треба да реагираат луѓето независно дали се работи за законот за јазици или за некој друг јазик. Туку преседанот кој што го прави господинот Иванов преку кршење на Уставот како прв одговорен за заштита на истиот. Второ, господинот Иванов имаше шанса последна во последните месеци од неговиот мандат да стави најмала трага за кохезивноста на општеството и за унитарноста на државата. Нешто што не го направи во текот на 10 години од неговиот мандат. Се разбира, има уште можност тоа да го направи и да напише нешто барем во таа негова бела книга на негово председателствување како председател на државата. Се разбира дека има и други начини како може да се влезе во сила, и тоа правните експерти ќе го кажат. Има бројни искуства од минатото како стапувале во сила закони и без подпис на председателот, меѓутоа се разбира тоа дека ќе биде прашање на договарање и прашање на консултација со правните експерти. Можам јас да ви кажам десетици такви примери, меѓутоа најважно е што правиме ние како општество кога дозволуваме создавање на политичка ситуација преку кршење на Уставот, независно дали се работи за законот за јазици или за некој друг јазик или за некој друг закон. Тоа треба да не вознемири сите нас во оваа држава, бидејќи таквите преседани потоа повлекуваат консекутивни слични чекори во иднината. Волјата на граѓаните е јасна, 3 пати изразена во собранието со огромно мнозинство граѓани. Значи тоа не е грешка во одлучувањето. На 3 пати мнозинството со 69 2 пати и со 64 гласа третиот пат го има изгласано законот за јазици. Законот, морам да повторам дека е киднапирано како тема од страна на опозицијата заради чисто дневно политички прашања. А свесни се дека законот не загрозува никаков суштински елемент на државата. Единствено што овозможува е да граѓаните од втората поголемина етничка заедница да може да комуницираат со државата на својот јазик. А кога комуницираат, има помалку недоразбирање со државата. Има повеќе разбирање со државата. Има поголема лојалност на граѓаните кон државата. Повеќе прифаќање на државата за тие граѓани. Така да секој спротивставување на правото на граѓаните да го употребат својот јазик при користење на услугите на лекар има елементи на шовинизам и тие треба да се осудат.